Можно ли е да се биде совршен на оваа земја, овде, денес, сега? Една од големите лаги на ѓаволот е дека не може. Една од големите лаги на ѓаволот е дека никој жив човек не може да го држи Божиот закон. Но ние минатиот пат видовме и покрај се што доживеал Јов, неверојатен пример е Јов за секој од нас. Јов докажал дека може. Ще внимавате, не станува збор за Исус. Некој ќе рече, апа Исус бил сепак и Бог. Па го одржал законот. Па не сгрешил во ништо. Некој ќе рече, па Исус бил во некоја поинаква природа од нашата, иако и тоа е лага, и не е вистина, Библијата исто и тоа го порекнува. Но еве го имаме Јов како пример. За кого што кажа во неколку наврати Бог, да се подсетиме на првата глава, првиот стих, беше некојаш во земјата Уз, човек по име Јов, тоа беше непорочен, совршен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. И знаеме потоа ѓаволот како настапува и вели, еве доаѓам јас од земјата и сака да каже со други зборови, се е мое таму, сите се мои, но Бог му вели, не. Имам јас еден мој слуга таму, по име Јов, кој што е, истите зборови, непорочен, совршен, со други зборови. И праведен, кој што се бои од Бога и се отстранува од злото. И му го дава буквално Јова во раците на ѓаволот. Нормално, прво, да не удри по него, и ѓаволот, вистинска слика за ѓаволот, ја гледаме вистинската слика за ѓаволот. Ако Господ ја тргне својата заштита, тој е во состојба за неколку мига да направи хаос, да направи таква штета, да уништи се што може да уништи. И буквално му уништил се. Со се децата, со се имотот целиот. Но Јов не попуштил. Потоа гледаме пак сатаната како доаѓа пред Господа и му вика, дај да удрам јас по него, да видиме тогаш дали ќе се одржи. И тоа му дозволил. Лути рани, вика, од темето до петиците там. Немало место кај што немало рани. Кој знае што било тоа? Ке те замолам средното светло барем, средното, да. Кој знае што било тоа? Но што и да било, Јов повторно не попуштил. Добро. И се покажало дека сатаната е лажго, е лажец од почетокот и убиец. И тоа се покажало во случајот на Јов. И не било тоа доволно, туку му доаѓаат потоа така наречените пријатели на Јов, високи теолози, или не знам како да ги наречам, Елифас, Софар, Валдат, па тие како да биле малку, па на крајот и оној најмладиот Елиу, кој што никој не можел да го спречи да збори. Откако овие завршиле со своите аргументи за да му докажат на Јов дека тоа што го снаоѓа е заради тоа што Господ му бара сметка за неговите гревови. Дека не е можно такво нешто да му се случи на човек, а да е прав. И меѓу редови гледаме со други зборови ѓаволот повторно преку нив. Не може човек да го држи законот, не може човек да биде праведен, не може човек да биде совршен. А Јов цело време ја брани својата невиност, својата праведност. И како што кажав, како да не биле доволно тие, па доаѓа оној Елиу, најмладиот, и вели, ги пушти во овие старциве, помудрите кобајајеве, да му докажат на Јов, па не успеја, па сега ја да му докажам. И како што ви кажа, 5, 6, 7 глави таму, колку се од 32-та глава, мислам понатаму, збори, му нема крај. Повторно истото. Демек го брани Господа и неговиот
праведен карактер, а Јов, тоа што Јов го снаоѓа заради тоа што е неправеден. И мора да е грешен. И не е можно човек да биде прав. Но на крајот видовме дека Бог јасно изјавил и кажал во 42 глава, значи последната глава од Јов, да не го бараме стихот, вели: Ти, Елијафе, заедно со твоите пријатели не збореше право, како што зборуваше Јов право. Значи, Господ дал јасното знаење дека не е вистина дека човек не може да го држи законот. Токму Јов е примерот за тоа. Мојот слуга, како што вели. Господ имал секојаш своји слуги и секојаш има. И денеска, за жал, можам да кажам и морам да кажам дека оние кои што велат дека не е можно да се држи Божиот закон и дека поради тоа ние ќе си грешиме до крајот, се додека Исус не дојде, не се негови слуги. Не се Божи слуги, туки се слуги на другиот. На оној кој што лаже и кој што употребува така злокобни, фатална лага, вели Елен Вајт, за оваа лага ја нарекува фатална лага, затоа што ако паднете на оваа лага, фатално ќе завршите. Ќе завршите во пропаст. Кога Исус би дошол, а вие сте во гревови, тоа значи, па пеевме и песните што ги пеевме, и 196-та песна, мислам. Како таквите луѓе ја пеат оваа песна, 196-та? Гледај страшниот суд, тој отвора книги, свечено време сега е и секо дело и се тајно на судот се изнесува. И сега кога ја ќе излезам на судот и кога ќе се изнесат моите зли дела, неоправдан, непокајан, значи ете, не сум успел, ја не можам, така ме учеа, така знам, така ме учеше свештеникот, дека не можеме да го победиме гревот, што ќе биде со нас? Крај. Не може да излезе место мене некој друг. Нечии други дела место моите. Секој ќе излезе пред судот. И секому ќе му се даде според неговите дела, вели Светото писмо. И видите сега, денеска имам за цел неколку стиха плюс да спомнам, значи Јов е неверојатно добар пример за ова што го зборуваме, меѓутоа еве неколку стиха, најнапред во Второ законие или Пета Мојсиева, 30 глава отворете. Второ законие или Пета Мојсиева, 30 глава. Од 11 стих. Зашто зборува цела оваа книга? Зашто се вика Второ законие? Господ го повторува законот. Повтор пат го дава законот. И целата книга, всушност, од 5 глава, од каде што повторно го дава законот, зборува за законот, го проширува на некој начин, води во детали, во длабина и зборува за благословите ако се држи законот и ако човек му е послушен на Бога, а од друга страна проклетствата кои што можат да го снајдат човека ако не го држи законот, ако не му е послушен на Бога. И видите што вели во 30 глава од 11 стих, читам: оваа заповед, Господ го вели, оваа заповед што ти ја давам денес не е длабока, со други зборови, не е тешка. 30 глава, значи Второ законие. Оваа заповед што ти ја давам, 11 стих, што ти ја давам денес, не е длабока за тебе, не е тешка, ниту е предалеку од тебе. И сега кога вели заповед, се користи зборот мицвах на еврејски. Ако истражувате, ќе видите дека највеќето од случаевите, дури 130 пати овој збор се користи и е преведен како заповеди. Овде е воеднина заповед, меѓутоа се мисли на заповедите. Затоа нагласи в целата оваа книга, Пета Мојсиева, зборува за законот, за заповедите, за послушноста на законот. И Бог вели овде, законот, заповедите, што ти ги давам денес, не се длабоки, не се тешки за тебе. И продолжува, вели 12 стих, не е на небесата, за да би рекол кој ќе се искачи за нас на небесата, па да ни ја објави, за да ја вршиме. Не е ни преку море, за да би можел да речеш
Кој ќе тргне за нас преку море за да ни ја донесе и да ни ја објави, па да ја вршиме? Зашто заповедта е сосем близу до тебе. Во твојата уста, и ова е интересно, и во твоето срце, за да ја извршуваш. Ке се навратиме на овие стихови на самиот крај, кога ќе извлечеме заклучок. Што вели? Заповедите мои, што ти ги давам денес, или еве заповедта, не е битно, меѓутоа ви реков стану збор за законот во Второзаконие цело време. Не е тежок, не е длабок. Ама ѓаволот вели друго. Тежок е, односно невозможно е човек да го држи законот. Какво е нашето искуство? Тежок ли или не е? Или лесен е законот да се држи? Знаете, одговорот на тоа прашање ќе покаже дали сме наново родени или не сме. Од и тука е проблемот. Од тука доаѓа и таа доктрина, таа лажна доктрина која што се шири меѓу милионите христијани, па дури во нашите редови. Затоа што реткото искуство, како што вели Елен Вајт, на наново раѓање, заради тоа што тоа искуство е ретко, заради тоа човекот е склон да каже: како можеме ние да се спасиме, еве, паѓаме, се обидуваме да одржиме законот, па не можеме, пак паѓаме и така натаму и така натаму. Значи, ќе бидеме ние спасени, ама законот не може да се одржи. Како тоа ќе бидеме спасени, а законот не може да го одржиме? Бог вели, заповедта е лесна. Не е тешка. Да прочитаме неколку стихови. Исус Навин, ови се едни од поомилените мои стихови. Исус Навин, 1 глава. Книгата на Исус Навин, 1 глава, 7 и 8 стих. Само биди одлучен и храбар. Ова се зборовите и Божи, но и зборовите од Мојсија до Исус Навин, кој што требало да превземе палката. Само биди одлучен и храбар, за да направиш се верно според наредбите што ти ги даде Мојсија, мојот слуга. Не свртуве од тоа, значи од заповедите, од наредбите, ни десно, ни лево, за да ти биде срекно се што ќе преземеш. Книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него ден и ноќе, за да пазиш верно се што е напишено во него. Само тогаш ќе биде среќен и ќе успееш во потфатите. Многу убави зборови. Сакаш да бидеш среќен, сакаш да успееш. Тогаш книжниот свиток на законот нека ти биде во срцето. Тоа размислувај ден и ноќе, тоа значи во срцето, во умот. На устата. Знаете, што ти е на срцето, што ти е на умот, тоа и ти е на устата, со други зборови. 119 псалм, оној познат псалм, кој што целиот зборува за законот исто. 119, најдолгиот. Интересно, па зашто баш 119-тиот, токму тој псалм, кој што зборува за законот, е најдолг. Господ имал многу што да каже за законот и за почитувањето на законот. 119 псалм, 4 стих. Ги даде своите прописи за да бидат пазени грижливо. Зошто ги даде Господ своите прописи? За да бидат пазени, за да бидат почитувани. 11 стих, во срцето го запази в твојот збор, за да не сгрешам против тебе. Повторно, срцето е клучно. Во срцето го запази в твојот збор, за да не сгрешам против тебе. Или е Новиот Завет. Имам повеќе стихови, меѓутоа немаме време. Матеј 5 глава 48 стих се извинувам. Матеј 5 48. Познатите зборови. Како можело ова Бог да го каже, ако не е можно да бидеме совршени уште денес, уште на оваа земја? Последниот стих од 5 глава Матеј 48. И така, бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен татко, како што рече сестра Олгица, ова е наредба дори. Може како така да се земи и ова. Бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен татко.
Господ Исус кажува дека треба да бидеме совршени како небесниот татко. Значи, зарем тоа ќе го кажал ако не било возможно? Зарем Господ ќе бара од нас нешто невозможно, за да после на судот не осуди со истиот тој закон? Или што и вели на жената фатена во прилюба во 8 глава Јован? Многу силни зборови исто, како може ова да се негира. 8:11, меѓуто и 10 стих да го прочитаме. Исус се исправи и рече на жената, знаете, откако овие сите киднаа, испобегаа, заради тоа што ги прочитаа своите гревови таму во песокот. Исус се исправи и рече, 10 стих, жено, каде се? Ниједен ли не те осуди? А претходно сите осудуваа, меѓутоа сега, откако се соочија сите со своите недела, сите избегаа, никој не ја осуди. Таа одговори, ниједен Господи, Исус и вели, не јас не те осудувам, ама што и вели понатаму? Оди си од сега не греши повеќе. Може ли ова Господ да го каже ако е невозможно? Замислите си, сте сгрешиле, се каете, доаѓате кај Господ и Господ вели во ред, ти просто мене си се покаял, ама сега оди и не греши повеќе. Како бе Господе, па не може тоа. Па не може Господ такво нешто да каже ако не е можно. Римјаните 6 глава. Први и втори стих. И така што ќе речеме? Римјаните 6, 1 и 2. Што ќе речеме? Да останеме ли натаму во гревот за да се умножи благодата? И што вели? Како одговор? Далеку од тоа, ние кои умревме за гревот, како ќе живееме уште во него? Павле се прашува овде, не е возможно, ние умревме за гревот, зарем ќе живееме уште во гревот? Зошто? Затоа што, Господ е милостив, ќе ни прости. Значи, колку поише се умножува гревот, толку поише се умножува неговата благодат. Да, ама ако како таков завршиш, џабе е таа благодат, Господова. Ке излезеш на судот крив. Или во истата таа глава Павле спомнува да не му робуваме повеќе на гревот. Да нема гревот повеќе власт над нас. Што значат овие зборови? Или Откровение. Што да читаме за... Јас колку пати сум кажал Откровение, поинаку го сваќав се додека не отидов во Шведска на тие студии и таму сосема нова слика добив за Откровение. И еве која е сликата. Токму прикажана преку овие неколку стиха пред се пораките до 7 цркви, кои што се наоѓаат во 2-3 глава. Откровение, само да прочитаме неколку, 2.7, Откровение 2.7. Кој има уво нека чуе што им говори Духот на црквите, ова е до црквата во Ефес, пораката. На оној кој победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кој што е среде Божиот крај. Може ли бе појасно словото? На оној кој, што? Победува. Што победува? Па гревот, нормално. Оно што ќе го победи гревот, тој ќе има право на дрвото на животот. 2.17, ова е до црквата во Пергам. Кој има уво нека чуе што им зборува Духот на црквите. На оној кој победува ќе му дадам од скриената мана. Вчера баш спомнам, брат Зоран, пак. Таа мана Господ ќе ни даде да вкусиме. Ама на оние кои што ќе победат. Оние кои што ќе победат ќе има таа привилегија. 3.12. Откровение. Оној кој победува ќе го направам стол во храмот на мојот Бог. И пораката исто до Лаодикеја, 21 стих. На оној кој победува ќе му дадам да седне со мене на мојот престол. Како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Стих кој што ќе каже и тоа дека ние можеме да победиме како што Исус победил. И само тогаш ќе можеме да седнеме на престолот.
Видите што вели во Римјаните, сега се вратиме во 2 глава. Значи има мноштво на стихови во Библијата. Римјаните 2 глава, 5 и 6 стих. Но со твојата закоравеност и со непокајаното срце, самиот собираш гнев врз себе, за денот на гневот на откривањето на праведниот Божи суд. Со непокаяние собираш само гнев врз себе. Кој ќе му даде секому според неговите дела. На оние кои со трпение прават добро и бараат слава, чест и непропадливост, вечен живот. А на оние кои се противат и не се покоруваат на вистината, а се покоруваат на неправдата, гнев и јарост. Неволја и мака на секоја човечка душа која прави зло, а најпрве на јудеец па и на грк. А слава, чест и мир за секој кој прави добро, а најпрве на јудеец па и на грк. Зошто Бог не гледа на лице? Зошто кои изгрешиле без закон ќе загинат, а сите кои изгрешиле под законот, според законот ќе бидат осудени. Бејќи пред Бога не се праведни оние кои само го слушаат законот, а ќе бидат оправдани оние кои се извршители на законот. Многу јасни стихови, кои што прикажуваат две групи, едните кои што вршат зли дела и оние кои што вршат добри дела. И на сите ќе ни биде дадено според нашите дела, вели стихот. Заклучок од сите овие стихови е дека ако ѓаволот е во право, заклучокот е дека сите ние ќе отидеме во пропаст. Нема трето. Ако ѓаволот е во право дека не можеме да одржиме законот, завршуваме во своите гревови и одиме во пропаст. И ќе не биде, односно ќе не нема како никогаш да не било. Сега во Римјаните 8 глава. Ако се сеќавате, минатиот пат кажав дека делумно ѓаволот е во право кога вели дека не можеме да го држиме Божиот закон. Делумно е во право, затоа што Борче ваков каков што е во неговата телесна природа не може да се утепа, па не може да го држи законот. Ќе го држи 2-3 дена, ако е можно и тоа. Пошто може да го држите вие надвршно, онака, значи од 1-та до 9-та заповед. Ама што правиме со 10-та? Надворешно, како што на фарисеите гледале, ако треба некој да влезе и да има право на дрвото на животот, тоа се тие. Видите, постат се молат, тамо даваат десеток, се цаком паком, не крадат, не лажат, си ти работи. Ама 10-та заповед. Таа никој не ја гледа, Господ гледа во мислите, во срцето. Во 8 глава од Римјаните вели: и така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Зашто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта, зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот својот син во обличие слично на грешно тело, и поради гревот го осуди гревот во телото, па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, кои не одиме по телото, туку по духот. Видите праведноста како се исполнува преку Христовата праведност. Меѓутоа, Господ не само што ни простува за гревот, туку и ни дава сила да продолжиме да одиме, да живееме без грев. Ако одиме по духот, тоа е одење по духот. Тоа се оние кои што се наново родени, кои што умреле за себе, за своето јас, ја распнале телесата и сега одат по духот. Ова се познати работи, меѓутоа треба често пати да се повторуваат токму заради тоа што лагата на ѓаволот дека не е можно да се држи законот е фатална лага. Многу перфидна лага, која што ако навлегла и во нашите кругови, тогаш навистина треба да се повторува.
Зошто кои се по телото мислат за телото, додека оние по духот мислат за нештата на духот, бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Зошто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Еве го, тоа што го кажа. Гало делумно е во право, кога вели дека човек не може да го држи законот. Мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Телесата не може да му се покори на Божиот закон. Не може. Ама затоа човек треба да се наново роди, да биде допрен од Духот Свети, да, како што вели во Езекијел 11 глава 19 и 20 и Езекијел 36, 26, 27, 28, како беше таму, дека Господ е тој кој што ќе го извади тоа камено срце и ќе даде срце меснато на кое што ќе го запиши Божиот закон. Односно, вели таму, за да може да го држи човекот Божиот закон. Во срцето. Што вели Ефесијаните, и уште 2-3 стиха завршуваме. Оние познати стихови во Ефесијаните 2 глава, од 8 до 10. Зашто по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар, не е од делата, за да не се фали некој. Точно, не е од делата, спасението не е од делата, од нашите дела. Но што додава 10 стих? Имено негово дело сме создадени во Христа Исуса за добри дела кои Бог ги подготвил однапред за да живееме во нив. Значи, ние со наши дела ништо не можеме. Меѓутоа, 10 стих додава и веле дека ние сме Божие создание. Тоа е на новото раѓање. Значи, Господ повторно креира во нас ново создание, кое што е создадено за добри дела, да живее во добри дела. Да живее живот без грев. Со други зборови. Но тоа е ако само сме наново родени, ако сме дозволиле да Господ го запише законот во нашите срца. Лука што вели 6 глава? Пример со дрвја од природата. Многу едноставен бил Исус во своето учење, односно Господ, секојаш е едноставен во своето учење, користи примери кои што се толку прости за разбирање за секој човек, за да ја извлече суштината и да не научи на оно што сака да не научи. 43 стих, Лука 6 глава. Нема добро дрво што дава гнил плод, ниту гнило дрво што дава добар плод. Зашто секој дрво се познава по својот род. Не се берат смокви од трње, ниту грози од капина. Значи, ние, такви какви што сме во грешната природа, трње, целите, не може смокви да се родат на тоа трње. Мора, значи, да Господ направи ново создание, ново дрво, смоква, и сега пак се навраќаме на онаа смоква која што не давала род, па ете, милоста на лозарот, на лозието, била пресудна во смисла, остави ја уште оваа година, јас ќе ја раскопам, ќе направам се што треба за да роди плод. Ама, дали ќе роди, тоа е прашање. Ќе роди ако навистина е поврзано тоа дрво, односно е ново создание во Христа Исуса. Или дури Јов, самиот Јов го кажува ова, да се наврати на еден стих од Јов, во Јов 14.4, природен закон, значи не може добро дрво да роди лош плод и обратно. Лошото дрво да роди добар плод. Јов 14.4. Го има ли некој? Ja. Прочите го за сестра Зорица. Ја ќе опрашам од тука. Добро, дајте. Чисто од нечисто никој. Чи кој ќе извлече? Кој ќе извлече чисто од нечисто? Вели никој. Тоа е природен закон. Може ли леопардот, како беше таму друг стих, да смени својата, да ги смени овие кожата, нели, крзното?
Или може ли човек кој што се научил да прави зло, да прави добро? Не може. Да, значи ѓавол делумно во право. Човек не може да го држи законот, ама човек кој што оди по духот, и како може. Како Јов, совршен. Да се подсетиме. Повторно на неговиот опис. Непорочен, праведен, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Тоа беше Јов. И затоа го одржа законот до крај, не попушти. Без оглед на сите напади и сето она што го доживеа. И да се вратиме повторно на Второ законие, и тука ќе затвориме. Второ законие, повторно 30 глава. Уште еднаш во светлината на сето ова што го кажавме, да ги прочитаме овие стихови. 30 глава, Второ законие, или 5 Мојсиева, од 11 стих. Господ вели, оваа заповед, овие заповеди, овој закон, што ти ги давам денес, што ти ја давам денес, не е длабока за тебе, не е тешка, ниту е предалеко од тебе, не е на небесата за да би рекол кој ќе се искачи за нас на небесата па да ни ја објави за да ја вршиме. Не е ни преку море за да би можел да речеш кој ќе тргне за нас преку море за да ни ја донесе и да ни ја објави па да ја вршиме. Зашто заповедта е сосем близу до тебе во твојата уста и во твоето срце, за да ја извршуваш. Кој ќе биде во нашето срце, тоа ќе биде лесна, тоа нема да биде тешка, за да биде извршена било која заповед. И внимавајте, со сето оваа лажна наука удира и на Божиот карактер и на сежио буквално. Затоа што ако Господ немал своји слуги, ако на крајот нема своји слуги, имал свој слуга во Јов, имал свој слуга во мнозина други великани. Ное, пазите, кога Господ решил да го уништи светот, Ное го издвоил како праведен човек. Слично како Јов. Имате опис за Ное. И сега имал своји слуги, ама на крајот нема да има. Значи, тие 144.000 ќе бидат победници или нема? Или ќе си грешат до крај? Тие 144.000 и сите оние кои што ќе го одржат законот, ќе го одбранат и Божиот карактер пред нападите на ѓаволот, на лажгото, дека не е можно да се држи Божиот закон. Пред нас стои тој предизвик. Значи, дали ќе го одбраниме ние Божиот карактер и дали ќе излеземе пред судот како победници, за да не ни се суди, туку да бидеме оправдани пред судот. Пак ќе кажам, ние не треба да напаѓаме, да ги напаѓаме оние другите кои што може би поинаку размислуваат, туку да се застапуваме за нив, како што Јов го направил тоа за неговите пријатели, кои што само 7 дена молчеле. Замислите, сето тоа што му се случило на Јов, 7 дена молчеле, тажеле, плачеле со него, за да после фатат и да го изрендаат. Од почеток до крај. Не го оставиле на мир. Мора да си грешен, нема шанси човек да... Јов е посебен пример, тоа е точно. Меѓутоа видовме и во случајот во Лука или каде беше оние стихови кои ги читавме, кога Христос им се обрека на луѓето, на евреите, им вели: немојте да мислите дека на оние што падна Силоамската кула, значи ова е една друга тема, меѓутоа ја напоменувам, затоа што исто така јасно се гледа во сето ова што го читаме, дека беа по-неправедни од вас. Туку и вие покајте се, да и вие не завршите така. Не значи дека ако на некого му се случува зло, дека е заради тоа што е грешен. Нека му е слава на Бога за големите вистини и за една од големите вистини, дека можеме да го држиме Божиот закон. Во Христа можеме. Амин. Божи Господе наш, праведен, свет, совршен, ако си кажал дека и ние треба да бидеме совршени како Тебе, тогаш не бараш ништо невозможно. И за нас, смртниците и грешниците, е невозможно. Но за нанов роден христијанин, оној кој што оди во духот и по духот,
и оној кој што е во Христа Исуса, се е можно. Затоа што тогаш ја има твојата сила, а ти, Господи, си семоќен. Затоа да не подлегнуваме пред лагите на сатаната и пред таа една голема лага која што се шири насекаде во христијанството, па и во нашите редови, дека не е можно да се одржи Божиот закон. Не е можно заради нашите грешни тела, да, но затоа дојде Господ Исус да преку Неговата праведност може би ние да се оправдаме и да ни даде сила така помилувани и оправдани да не грешиме повеќе. Не знам, Господи, нити па сакам да знам, нити пак е моја да знам за било кој друг, но знам за мене. Знам кое е моето искуство и затоа те молам мене да ми помогнеш, но и да им помогнеш на сите овде што коленичат и сите останати. Затоа што барем тоа знам, дека јас сум од крв и месо, човек со своји слабости и во грешна природа, а и сите останати се исти, со никаква предност пред мене, и затоа, Господи, на секого од нас му е потребна Твојата помош. Времето е кратко, ние живееме во времето на Јом Кипур, времето кога судот веќе заседава. Кога нашиот случај ќе излезе, тоа не го знаеме. Затоа треба да го живееме секој ден како да ни е последен и секој ден да бараме од Тебе помош и сила за да бидеме победници, затоа што ако не победиме, ни дрво на живот, ни ништо нема да се види. А тоа, повеќе од се, Ти го сакаш, Господи, да влеземе во Ханан, да се најдеме таму, затоа и го даде својот син за сите нас, затоа што не возлюби со таа вечна љубов. Верувам дека искрено и тоа и ние го сакаме, затоа помогни ни. А за се Ти благодариме во Христово име. Амен.